Тешка година со многу турбуленции и нереализирани очекувања. Ова е оценката на бизнис секторот од Прилеп за годинава која изминува. Според Стопанската комора, една од главните причини за оваа ситуација бил масовниот одлив на работна рака во странство, но и немањето на соодветна патна инфраструктура. Се стопираше изградбата на експресниот пат градско Прилеп, а постоечкиот пат кој што е единствен што ја спојува Источна и Западна Македонија е во катастрофална состојба. Сметаме дека една од причините за што не можеме да ги постигнеме посакуваните резултати е нашата инфраструктура или немање на инфраструктура или нашето одсекување како целеден пелагониски регион со останатиот дел на земјата. Според градежниците, лошата состојба се должила и на тоа што државата немала капитални инвестиции. Се уште не сме таква развиена економија ние за да можеме без интервенција државна да имаме обезбедена работа и да имаме добра клима за работа. Извозно ориентираната прехранбена индустрија се соочила со ненадено драстично поскапување на репроматеријалите од увоз. Од една страна имаме зголемување на цените на сировините, на репроматеријалите, а не можеме автоматски да ги зголемиме цените и на нашите готови производи. Се бара и поголема државна заштита на домашното производство. Регулативата не е на високо ниво и голем дел од наши производи не се најдуваат соодветно или пак со соодветен процент на рафтовите на хипермаркетите во нашата земја. Сметам дека тука треба дефинитивно да си го заштитиме сопственото производство. Во бившите јурепублики најголем проблем имаме во една бивша република, каде што сме најмалце присутни, бидејќи нивните кондитори и прехранбени индустрии се многу заштитени од нивната влада. Би требало да имаме реципроцитет, исто да се однесуваме и ние како држава спрема нашите конкуренти. Компаниите бараат и преструктурирање на образованието според потребите на пазарот на труд во земјава.